Ви сте со програмата на КТВ, следуваат вести. Отворен ден на армијата на Република Северна Македонија и презентација на војната вежба Брз одговор 2025 утре во Кавадарци на градскиот плоштад со почеток од 10 часот ќе започне оваа показна вежба. На плоштадот ќе бидат изложени оклопни возила, борбени возила, вооружување и заштитна опрема. На вежбата ќе учествуваат припадници од армиите на Република Македонија, Соединетите Американски држави, Република Албанија, Грција, Италија, Црна Гора, Австрија и Косово. Цел на вежбата е подобрување на сојузничките војни способности, интероперабилноста на сојузниците и партнерите и преку демонстрација на висока подготвеност да влијае на одвраќање на било кој вид на малициозни активности од потенцијални противници. Настанот представува пример за успешна меѓународна соработка која ги надминува класичните воени параметри и преминува во доменот на долгорочен регионален просперитет и стабилност. Важно е да се напомене да на самиот настан безбедноста ќе биде на највисоко ниво. Се врши реконструкција на канализационата линија со цевки ФИ-250 и водоводна линија ФИ-63 во должина од 160 метри на улицата 12 Другари во село Ваташа. Инвестицијата и изведбата е од страна на ЈП Комуналец Кавадарци, пошто локалната самоуправа ќе изврши поставување на павер елементи и на нов крак од оваа улица. На крајот од еднонеделната обука на пожарникарите од Кавадарци во Марибор, Словенија, беше организирана голема вежба во која учествуваа 4 доброволни противпожарни друштва, противпожарната бригада од професионални пожарникари од градот Марибор, медицинската интервентна единица и пожарникарите од Кавадарци. Вежбата беше организирана во стара фабрика Душе Круше. Сценариото на вежбата беше сообраќање на несреќа помеѓу два автобуси, од кој од ударот едниот се самозапалува, а другиот автобус се превртува и во него има повредени и заглавени лица. Во вежбата се применија теми на кои што се работеше во претходната недела помеѓу македонските пожарникари и инструкторите од Словенија. Вчера во 16 часот и 30 минути во село Мрежичко, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Михајлово ги лишија од слобода ТС 52 години, СС 54 и 44 годишната СА, тројцата од Кавадарци и БС 46 од село Мрежичко. Имено при контрола на товарно возило Исузу со кавадаречки регистарски ознаки управувано од ТС и товарно возило Форд со кавадаречки регистарски ознаки управувано од СА, каде на местото биле затекнати и лицата БС и СС. Товарните возила биле товарени со железо и делови од железни конструкции, 4 кружни камења за сечење на метал, 1 камен за сечење метал и камен за сечење на метал ги-шиок, делови од железна конструкција и 1 рачна бруска за сечење на метал. Било констатирано дека предметите биле одземени од претоварни станици на фабриката од Кавадаречко подрачје. По издадени судски наредби, полициски службеници од ОВР Кавадарци извршиле и претреси во домовите на ТС, СС, СА и БС, каде кај СС биле пронајдени одземени и гасен пиштол и 3 маневарски куршуми кои ги поседувал без соодветна документација. Исто така претрес бил извршен и во простории на правно лице во село Мрежичко, собственост на СС, каде биле пронајдени одземени 2 метал детектори, 2 помали рачни детектори за метал и 2 метални штипки, штангли и 1 брусалка за метал. Увид бил извршен од увидна екипа од ОВР Кавадарци. Лицата биле задржани во полициска станица, бил известен јавен обвинител и по целосно документирање ќе следува соодветна пријава, информира денеска од СВР Велес. Власта на ВМРО ДПМН буквално аздисува со парите на граѓаните. Летаат тендери, јавни набавки, власта на големо троши пари, ама за лична промоција и политички маркетинг. На ангро се перат пари.
обвинуваат од опозиционата СДСМ. Каде завршуваат народните пари, прашуваат од таму, во чие џебови? Денеска објавуваме еден скандал. Додека семејствата на загинатите во Кочани немаат никаква подршка од владата, додека болниците немаат никакви услови, Кочанската болница е во хаос, владата предводена од Мицкоски троши 3 милиони од државниот буџет за да си го билда рейтингот. Владата склучила договор со бугарска фирма за фотографирање, снимање, видеа и спроведување кампањи, не за граѓаните, туку за промоција на Мицкоски и неговите успеси. И тоа не било каде, туку преку бугарска компанија. Додека во Македонија граѓаните едва и преживуваат, не можат да наполнат цела кошничка во маркет, владата ќе фрла астрономски суми, 1500 денари за една фотографија и над 15.000 денари за едно видео, вкупно 380.000 евра. Предходно владата склучи договор вреден 400.000 евра за анкети за мерење на рейтингот на Мицкоски, анкети, спотови, слики, 780.000 евра народни пари за да се продава лажната слика. Пари за реални проблеми нема, пари за болници нема, пари за семејствата од Кочани нема, но затоа има пари за спотче, сликички и комуникацијски кампањи за Мицкоски. Обвинуваат од СДСМ. Филипче продолжува на своите партиски настани да го лаже народот, а најновата лага е дека СДС ги поставиле темелите на државата, па да го прашаме Филипче и СДС дали мислат на истата држава која и го сменија знамето, името и уставот. Дали мислат на истата држава која ограбија они и ним блиските и кои не доведоа до рап на банкрот? Дали мисли Филипче на истата држава која наместо да има онколошки терапии се даваа физиолошки раствори, или пак на онаа држава на чии граѓани ковид вакцините за малку ќе беа двојно поскапо платени? Или зборуваме за истата држава која неговиот ментор Заев ја продаде и ја мажеше за богата држава? Оваа држава е Република Македонија, на сите честни македонци, албанци, турци, срби, власи, роми и останати, пишуваат од владеачката ВМРО ДПМН. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен дожд и ретки грамежи. Максималната температура ќе се движи во интервалот од 20 до 27 степени. Емитувавме вести, имајте пријатни мигови.